Една од омилените работи кои што јас сакам да ги правам, меѓу другото е да јадам храна. Верувам дека следните минути на вистина ќе ви бидат интересни, бидејќи во моје присуство, веднаш до мене, на социјална дистанца од некој метро и половина, се наоѓа Марк Де Јонг. Не си ти опасен затоа што ми кажа си прележал корона. Точно. За жал и окей, супер, да подобро да го прележиме и да видиме на рад да го за неколку месеци. Колективниот имунитет на тој Точно. начин ќе го стекнеме. Некаде прочитав за месец и половина ќе се очекува веќе во висок процент тој колективен имунитет да го имаме. Па се надевам, ако така го стекниме тој имунитет колективен, мислам ти ќе можат и границите да се отварат и ќе можеме да патуваме малку да, како ти кажеш, сакаш да јадиш, ти ми шути, јас не сакам да јадам. Се гледа. Морски плодови, такви ствари, море, све, на сите това ни фали, обавезно. Така, колку работи научивме што не ги знаевме пред короната и каква лекција ни беше оваа пандемија, кога еве храната во прашање. Многу домакинки жени останаа дома, за жал, нели, се смени целата економија, целото функционирање на општеството. Сега прашањето ми е, многу од недомакинки станаа домакинки, од што нема што да прават за време на карантинот. Навистина, многу луѓе, не само домакинки, домакини и мажи, се направиле шеф на сите мрежи, дали на Facebook, на Instagram, да ги кажам така, сите дојдоа, готвиме со, правим това, сум тоа. Океј, супер, навистина многу ми се допаѓа тоа, оти поентата ми беше кога дојдов во Македонија пред 7 години, не да го сменам малку навиката за јадење, ама да му научам на луѓето малку друг начин на готвење. Мојот начин, европско начин, белгиско, француско, кој најсвето, навистина во Балкан торгаш, немаше толку завиено ресторани и свето. Имаше, ама не на таков начин на готвење. Ама навистина пандемијата не направи да сите да почнеме да готвиме, да си правиме тесто, леп, све. Па се гледа, сите малку се попунивме и вуаля. Ама убаво пак ќе кажам на еден начин, оти луѓето се навикна да бидат сами да си готват и свето. Се врати на домашна традиција, нели? Ете така, домашна традиција, ама за жал социјалното го оставивме на страна и това ни фали на сите. Па нема две добра. Свето, ете тоа, да. Баш така. Што најмногу, имаш ли некоја статистика, што најмногу се готвеше за време на пандемијава? Па како ти кажав, теста? Многу тесто, леп, се месеше, леп, да. Десерти, благо. Пак кажам, сите се направивме топка. Тоа, од леп, од тесто, од десерти, такви ствари, да. Тоа беше најмногу што го гледав. Ти си многу креативен кога е кујната во прашање. Дали можеби измисли некој корона рецепт да го крстиш како по тоа име, не знам. Корона рецепт можеме или некој колаче корона. Има луѓе што ги направиле така како вирус колаче, такви ствари. ко бактериичка. Да. Супер за нив, многу убаво измислено све тоа. Нема Немам никога, не, за мене сите се јадења се посебни, да кажам да го крстам. Корона не сакам да ми остане во главата. Корона е нешто што треба да помине, да си оди и да уживаме. Затоа не можам да кажам ти направив еден специфичен јадење што ќе ми го памти корона. Не, подобро не. Меѓутоа, после 40-50 години, кога нели нашите деца има деца кога ќе прашаат од каде потекнува овие рецепти, пошто, кога ќе се заборави на ова, мислам ќе биде интересно историјата на колачето или можеби на лепчето. Приказната. Може, окей. Пак ти кажам, за мене ќе ми прави да памтам на лоши моменти и нема да ми види исто, нема да ми види вкусно. Оти јас, кога го прележев, бев многу среќен, 3-4 дена бев болен, ме болеше се секаде. Да, имав симптоми, симптомите ги имав и све, ме болеше, ама имав уште вкус и мирис. После тоа помина и изгуби вкус и мирис. Како е за еден гурман да го изгуби вкусот? Тоа ми беше за мене најтешко. Да, све ми беше како картија. Немаше мирис, немаше ништо. Ни малку благото, ама ништо друго. Тоа беше за мене голема казна. Казна. Да, затоа не сакам да давам име на корона. Не, корона да си оди и доста. Супер. Добро, верувам дека и социјалниот живот патеше, значи имаше навистина голем удар врз угостителскиот сектор и сето тоа. Гледам во Македонија многу се снајдува. Ја имам многу контакт со пријатели што се во Белгија. Во Белгија е скроз затворено. Дали е Германија, дали е Франција. Тотален карантин, локдаун комплет. Смисли, ти си
почнуваш еден ресторан да го правиш или еден сандвичерија, еден што така. И на крај да ти го затворат. И што правиш? 6, 8, 9, 10 месеци трај това. Луѓето, повеќе 30-40% луѓето затворија и нема да отварат. Во Европа, како е кај нас? Овде имаме среќа да кажеме во Македонија, оти луѓето ајде, има стандарди што треба да се почитуваат и све тоа. Го имавме тој локдаун од почетокот. Да. Ама брзо се прилагодија на нови мерки што ќе може да се употребат за да луѓето да бидат безбедни и да продолжат така. Да се продолжи да се работи. Па по четворица, па зошто тоа не го ништо да научат и од нас европските метрополи? Малку се да не кажи нешто. Затоа ти дојде тука, затоа што сме така поинтелигентна нација, може. За неколку ствари да. Секогаш кажувам, става еден македонец во Европа, ќе се снајде. Ама стај еден европеец во Македонија ќе изгуби. Не знај. Сите македонци знаат да се снаоѓаат секаде каде одат, ама еден европеец да дојде овде е изгубение. Оти све така, знаеш, треба да се снаоѓаш. Како ти се снајде? Тешко. Тешко ми беше. Од почетокот полека се став. Навистина имав среќа. Мојата работа, мојата љубов во готвењето и свето ми отворија многу врати. Ете, почнав емисии, почнав многу ствари, се запознав со многу луѓе и полека полесно влегов да кажам во системот. Ама некој друг сигурен сум многу потешко ќе му беше. Да, што правиш во моментов? Во моментов, јас сосем брза кујна што ми е мојата емисија, не мојата емисијата каде учествувам со Сања и со Никола, што уживаме секој ден, што луѓето што не гледат уживаат исто и све тоа. Правам приватни курсеви за готвење, одам кај луѓето дома, готвам со нив, правам јадење, ама минимално, знаеш, на домашен, кажувам, амбиент со минимално луѓе, промоции, реклами преку социјалните мрежи. Кој повеќе сака да научи да готви, мажите или жените? И готвам. Да, за кој сака повеќе да научи да готви, претходно кога имав курсевите, беше отворено на сите, верувај, имав повеќе мажи што доаѓаат да учат да готват и млади. Луѓето сакаат, луѓето не знам што имате на љубов за храната, за готвењето, за убавите рецепти, за нешто вкусно, нешто различно. Мислам, оти дома многу се задоволни со јадењето од мајка, од бабата и со светова. Океј, традиционалната кухина, ама барат нешто различно. Традиционалното да, и можеме да го јадеме да речеме еднаш месечно или на слави и слично, да речеме никој поубаво од мојата баба ми нема измислено пита, она тегната пита баница или не знам тавче гравче. За това за жал не ми е мојот граф, обожавам да го јадам питице, обожавам да ги јадам, ама тешко го готвам. Не знам, не може. Гутнам секогаш, ајде, не гутнам, ама не ми тоа. И тука сте поделени вие како готвачи на сектори, има точно што знаете да готвите, ви лежи нешто. Да, тоа е тоа. Да? Јас сум навикнат на француската кујна, белгиската кујна, е кујна комплетно различна. Се работи со путер, се готви со путер, со крем, со такви ствари. И во Турција се готви со путер? Да, тоа е путер расчистен, уште на друг начин. Друго е. А навистина во Македонија тесто све тоа, обожавам да го јадам, гравот, обожавам да го јадам, ама не ми лежи. Да, сте се соочиле некоја намирница да нема тука, мислам дека тука има се. Од почетокот тешко ми беше навистина. Од почетокот пред 7 години имаше намирници што ги немаше на пазарот во Македонија. Требаше да земеш неколку зачи, да одиш дали во Бугарија или Герција или во друга држава, да ги најдеш овие намирници што беа специфични, да кажем, за во француската кујна. Сега, денес, 98% да кажеме го има во Македонија, да. Многу сум среќен, да. Благодарение на тебе или? Не знам дали е на мене, не знам дали на луѓето што сакаат полека да имат све. Можеби на шоуто видела? На шоуто направи големо влијание, навистина. Кој на пример? Сега кога кажувам тоа се смеам, од имам еден човек што ме сретна по улица. Човекот требаше да има околу 60 години и ми вика по мене, макари те, сакав да те видам, сакав да се жалам на тебе, доста ми. Што ви, господине, извинете, што ви напред? Мајка ми готви секој ден вашите рецепти. И што, не се... не ги праја, 80 години бабата и сака да ги готви секој ден моите рецепти, окей? Ама господјата сака да ги прави на низинот начин и не испаѓа сигурно како треба. Ама гледаш ти луѓето се трудат. И старите луѓе од 80 години, па старите возрастните луѓе од 80 години и младите и децата. Како ти е подобар предизвик кога младите сакаат или старите или подеднакво ти е предизвик? Јас не ми е предизвик,
ми е уживанција да го споделам тоа. Дали е со млади, дали е со стари, Верувам. возрастни луѓе, сакам да го споделам моето знаење. Мојата уживанција што ги имам во готвењето, моите вкусови што ги знам, што ги сакам да ги споделам. Тоа ми е дел од мене тоа. Која намирница ја немаше во Македонија донесоа благодарение на вашето шоу? Која? Знам, гледам малку повеќе морските плодови, повеќе неколку специфични намирници. Која сега? Тешко да го да одговарам на тоа прашање. Да, повеќе сум за кажам на морските плодови, фали ја мислам во Македонија. Веројатно некој зачин. Зачин, све има во Македонија. Дали претходно немаше, зачините не, ги има. Дали се во француската кујна или македонската кујна, знаете, во светот постои 3 различни видови на кујни, што се на највисоко ниво. Е француската, е турската и кинезата. За турската знам. Турската е една од најдобрите. И има најмногу зачини. Се употребуваат зачините. Македонија ги има овие зачини. А знаете дека во турската нема вегета? Вегета, Како вегета? Да, вегета е име, е бренд. Да, аха. Што е вегета? Зачин. Вегета, зачин. Што е меша? Е суво, ете така, малку сол, суво зеленчук такви стави. Тоа е бујон. Тоа е бујон. Сув бујон. Куцка се за супа. кажува, тоа е. Осем коцката што ги Во имате. прашеста состојба, така. Бара, ете така. Бидејќи се наближува празникот на жената, ајде да еден убав рецепт, можеби мажите ќе сакаат нешто да ги изненадат. Нешто со љубов, нешто со сладко. Јас секогаш мислам една жена сака нешто благо, нешто сладко, тоа верувате дека е така. Нешто со малини, нешто со сладолед, така да се направи убава тортичката со топка сладолед, неколку малини така да се топат, не, црвена боја, обавезно една убава ружа на страна. И може и во една чаша, едноставно, еден мус од малини, со малку чоколадо така. Да, и преубаво. поклонче, и мажот треба да еде. Да дегустира со лажичка. Да, Тоа е задолжително. Иначе нема да биде потпун десертот. Јас ти благодарам. До недоглед мислам дека би зборувала. Интересен си за соговорник. Можеме да збориме сати, да. Јас сум отворен човек, многу сум социјален и многу сакам да разговарам. Фала ти. Ќе имаме прилики. Мило ми е што се запознавме и што дојде нели во нашиот магазин Маестрално. Го разубаве и денешниот ден и денешната 10-та јубилејна емисија. Фала за поканата. Фала.